Опишете ја вечната дилема, разликата помеѓу бел и кафеав ориз. И што сакаме да постигнеме? Ако некој сака подобра дигестија и порегулиран глад, понизок глад, да немаш толку апетит, со цел да биде поиздржлива, нели, диетата, да е стабилен гладот, инсулинот, тогаш дефинитивно кафеав ориз, бидејќи има повеќе фибри, повеќе влакна, подобар е за дигестија, не го крева нагло, не прави скокови на инсулинот, со тоа нема нагли падови, нема јој ефект, не делува лошо врз хормоните за апетит, врз лептин и грелин, и со тоа ни овозможува подолго трајно, поквалитетно и помирно да ја држиме диетата. Да немаме кризи, а знаеме дека тие кризи и стрв, глад, тие три работи ни ја пореметуваат диетата и ни прави да е неуспешна таа диета, дали е 10 неделна или доживотна, многу полесно се одржува со кафеав ориз, пример. И сега тоа не важи ако човек јаде кафеав ориз, меѓутоа вечерта јаде од Макдоналдс, тоа не се важи. Нека не го слуша ова. Не е за него. А човек на пример кој што сака да јаде ориз веднаш после тренингот, иако е на диета, може комотно да јаде повеќе бел ориз. Зошто? Бидејќи белиот ориз прави поголем врв, онака спајк на инсулинот и веднаш ја врши таа работа после тренинг што треба да ни ја врши витаргото, пример, или декстрозата, или електролитите, иако нема тој бел ориз толку електролити и минерали, али едноставно разлика е во лушпите. Во зрното, белиот ориз побрзо стига до системот и прави, нели, спајк на инсулинот, што не е така лошо. За после тренинг дури и ни годи со цел инсулинот да го намали кортизолот и да остави простор на аминокиселините внесени преку whey протеинот да влезат побрзо во тие келии што се тазе напумпани со крв на вежбите.